Продолжува распаѓањето на зградата на поранешен воен одсек во Кочани. Градиот надворешен изглед го дополнува уништената внатрешност, со што објектот повеќе наликува на сцена од хорор филм отколку простор во кој треба да работат државни службеници. Со оглед што се наоѓа на фреквентна локација во централното градско подрачје, неодминлива е забелешката од и неопходна е итна интервенција и поправање на состојбата за да се подобри запуштеноста, за што сугестија имаше и на последната седница на Советот. Како ќе оде работата, ќе ја снајде судбината на тука хотел центар и други некои што има. Дали има можност општината тука да помогне, бидејќи е баш у централното градско подрачје каде што поминуваат сите и транзитно и случајно и намерно што доваѓаат. Градоначалникот Димитровски рече дека локалната самоуправа се обидела да преземе мерки за поправање на состојбата со објектот, но досега безуспешно. Според него, тешко се комуницирало со институциите на државно ниво, кои, исто како и општината, користат простор во зградата. Општината се ангажира на тоа прашање на нас за 4 години. И тражиме согласност да за тоа го изменивме деталниот урбанистички план таму е предвидено да имаме една зграда повисока, мислам дека е со уште 2 ката надградба. И ние како општина сме спремни тоа да го направиме, меѓутоа многу е комплицирано, многу е тешко да се комуницира со администрацијата. Заради тоа што таму се 4 собственици, односно заедно со нас општината 5. А собственик е Република Македонија. Така да е комплицирано, постојано работиме, предметот е веќе малку по-голем, ни препорачуваат различни патишта, последен пат е да од секој поединечно добиеме согласност дека ќе се исели во периодот додека се гради таа нова зграда и дека понатаму ќе им дадеме потпуно истиот простор кој што го имаат сега. Зградата на воен одсек, како што е позната меѓу граѓаните, е изградена пред повеќе од 60 години и во целиот период имала само една посериозна градежна интервенција во почетокот на 80-тите. Во меѓувреме, поради протекување на таванот, внатрешноста на канцелариите и ходниците е уништена, а сериозни оштетувања има и врз паркетот на подовите и кај скромниот канцелариски мебел. Поради големата влага и мемла, службениците кои работат овде принудени се и во лето и во зима да ги држат прозорците ширум отворени.